Делегатите кои се собираат во Давос на годишниот состанок на Светскиот економски форум се соочени со застрашувачки опсек на глобални предизвици. Влошување на конфликтите, влошување на климатските промени, слаба глобална економија, страф од вештачка интелигенција, напади врз комерцијалните бродови во Црвеното море. Во својот извештај организаторите на самитот наведоа дека дезинформацијата е најголемиот краткорочен ризик. Потенцијалното влијание врз изборите ширум светот во следните 2 години е значајно, а тоа може да го доведе во прашање легитимитетот на избраните влади. Може да ги загрози демократските процеси кои водат до натамошна социјална поларизација, немири, штрајкови или дури и внатредржавно насилство. Самитот се одржува кога во светот има 2 големи војни, во Украина и во Газа. Израелскиот претседател Исак Херцог, украинскиот претседател Володимир Зеленски, кинескиот премиер Ли Кијанг и американскиот државен секретар Ентони Блинкен се на листата на функционери кои треба да се во Давос. Заедно со политичките лидери ќе бидат и стотици најмногни извршни директори во светот. Критичарите велат дека нивното богатство се зголемило, додека милиарди стануваат посиромашни. Во светот луѓето се соочуваат со тешкоти. Во исто време има неколку кои се наоѓаат на врвот, а некои од нив ќе бидат во Давос. Тоа е простор за диалог, за важни дискусии, дури и за повикување на одговорност од политичките и деловните лидери. Затоа учествуваат организации како Оксфам, но тоа исто така не е меѓународен и демократски простор во кој се носат транспарентни, одговорни одлуки. Организаторите на самитот велат дека е од витално значење да се соберат политичките и деловните лидери за да се најдат решенија за безброј предизвици во светот.